Во изминатите 4,5 години Кичево ја доживеа својата преродба во сите сфери на општествениот живот. Во сферата на образованието изградени се 2 факултети, 2 нови основни училишта, реконструирани се сите згради на основните и средните училишта. Во сферата на социјалната политика изградена е зграда со 32 социјални стана за најранливата категорија на граѓани и деца без родители. Во сферата на инфраструктурата изградени се голем број на патишта, улици, тротоари и пешачки патеки, фекални атмосферски канализации, паркинзи, улично осветление, спортски терени и спортска сала, исчистено е коритото на реката Темница, изградена е нова хидроцентрала на доводниот водовод Студенчица во Кичево. Денес Кичево се развива во модерен град на задоволство на сите нас. Денес Кичево се гради на секој чекор, во секоја населба. Се асфалтираат и градат улици, тротоари, пешачки патеки, канализациони и водоводни мрежи, стопански објекти. Во рек Осломеј, во нашиот најголем стопански капацитет, благодарение на стручното и домаќинско работење на раководниот тим на Елем и на Осломеј, се бележат во изминатите 4 години рекордни резултати во производство на електрична енергија, какви што не се паметат од самото постоење на електраната Осломеј, што овозможи вработување на стотици граѓани на Кичево и околните општини. Изградени се и предадени во употреба и вселени 32 социјални станови. Изградена е и во тек на реализација е мини-индустријската зона во Иванидол. Добро вечер, почитувани сограѓани. Ние денес немаше да можеме да збориме, да разговараме, да покренуваме проекти за општина Кичево, ако дозволевме општината Кичево и незината судбина, судбината на сите незини граѓани, и партиски и непартиски луѓе, живи луѓе и живи судбини, да биде продадена само за 5 пари, само за една обична председателска фотелја на фалсификувани избори од Бранко Црвенковски и Јани Макрадули. Денес Кичево доживеа да биде дел од реформите, од револуционерните реформи во македонското образование и она што за многу политичари и влади беше незамисливо, сега е веќе остварено и е дел од нашиот сон. Кичево стана факултетски град, благодарение на цел влог што го има дадено во македонската историја и независност. Денес во Кичево имаме правен факултет, доктор Владимир Полежиновски, и тоа е резултат на залагањето, на поддршката, на решителноста и упорноста на владата предводена од Никола Груевски. Ако се сака, се може. Тоа е нашата политика и тоа е нашата девиза. Затоа градиме, создаваме, правиме и можеме со секого да се споредиме преку дела, не само со зборови. ВМРО ДПМН во изминативе години најголема поддршка даде за македонското земјоделие. СДСМ само за споредба во 2005 година одделиле само 5 милиони евра за поддршка на македонското земјоделие за цела Македонија. ВМРО ДПМН 2011 година од македонскиот буџет одвои 115 милиони евра поддршка за македонскиот земјоделец. Таа разлика, почитувани граѓани, таа бројка на СДСМ од 5 милиони субвенции и таа бројка од 115 милиони за поддршка на македонското земјоделие, тоа е разликата помеѓу нив и нас. Ќе продолжиме и така. Тоа е Социјалдемократскиот сојуз, политичка партија која што нема стабилна политика. Политичка партија која што се уште ја води еден политичар со поминат рок на траење. Порачуваме овој пат. Ова ќе бидат последните избори на кои што некој преку манипулација ќе се обиде да ја освои довербата на македонските граѓани. И ова ќе бидат последните и првите избори во кои што Бранко Црвенковски како транзиционен политичар ќе биде испратен во политичка пензија. Ние ја имаме и способноста, и решителноста, и силата. Ние ја имаме обврската и честа да бидеме ваши представници. И тоа ни причинува големо задоволство и уште поголема обврска. И она што можеме да го ветиме е дека ќе го зачуваме белиот образ, ќе можеме со високо кренато чело на секого да погледнеме во очи и да кажеме: да, реформите ќе победат. Ќе победи Република Македонија и коалицијата за подобра Македонија.
да живее Кичево, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. Добър вечер, Кичево! Добър вечер, ВМРО ДПМН! Добър вечер за коалицијата за подобра Македонија! Ние бевме во владата 4,5 години. Пошто како прва одговорна влада, како што направивме програма, преродбата во 2006-та и истата надградена и проширена во 2008-та, така на крајот на нашиот мандат, кога се распушти парламентот, одговорно, за прв пат во македонската историја, во македонската политичка историја, направивме отчет и го дистрибуиравме на што поголем број граѓани. Зошто го направивме тоа? Затоа што во овие 4,5 години во ниту еден момент не заборавивме што сме ветувале. Работевме секојдневно да го исполнеме ветеното, проект по проект. Затоа овој народ во овие 20 години научи да разликува, научи да препознае и некому да му верува, а некому да не му верува. Ние во ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија покажавме дека тоа што го ветуваме во најголема мерка и го исполнуваме. Тоа е нашата предност. Тоа е нашиот кредит. Тоа е гаранцијата дека овој манифест, оваа нова програма за наредните 4 години ќе биде исполнета. Во сиот овој период за нас постојано правевме иницијативи кои што не сите од нив беа во програмата. Постојано дававме нови идеи, нови проекти и постојано од другата страна слушавме не. Затоа велиме на овие избори се да против не. Реформи против вечна транзиција. Потребно ни е вашето да на 5 јуни за изградба на нова пруга со комплетна железничка инфраструктура од Кичево до Лин, граница со Албанија во должина од 70 километри. Да за изградба на регионален пат од Кичево до Дебар преку Извор, за автопатско поврзување на Гостивар со Охрид преку концесија или други алтернативни начини на финансирање. Го бараме вашето да за да ја реновираме општата болница во Кичево. Таму планираме да се инсталира и голем дел од нова медицинска опрема. 4,5 години работевме и создававме нови стандарди во политиката. Нови стандарди за работа, нови стандарди за одговорност, за отчетност, за чесен пристап кон оваа работа, посветеност и не давање на лажни надежи. Програмата од 2008 година, како што кажав, за само 3 години ја исполнивме 82%, а 16 се во реализација. Затоа, драги пријатели, затоа велам, ова ви е проверена опција. Додуша, и СДСМ е проверена опција, ама во друга смисла. Во смисла на неисполнување, во смисла на неработа. Ова ви е проверена опција и во добро време, и во тешко време. Денес ве молам, мерете не по сработеното. Мерете не по она што сме го ветиле и исполниле. Иако во овој период имавме и 2,5 години тешка економска криза во целиот свет, која се преточи во Македонија. Денес мерете ме и мене и другите според тоа како сме работеле во овој мандат. По антикризните мерки, по легализацијата на дивите градби, кои што многумина ви го ветуваа, ама никој не го оствари. По намалувањето на даноците на 10%, најниски даноци во Европа. По намалувањето на придонесите.
по можноста да се откупат дворните места за 1 евро, можност која што никогаш ја немавте преходно. По исплатените 360 милиони евра за македонските земјоделци како субвенции, по градбите на многу локални и регионални патишта, по давањето бесплатни учебници за сите ученици во сите основни и во сите средни училишта, по зголемените пензии на пензионерите, по зголемените плати, социјални помошти, нашиот денешен кредит за да излеземе пред вас се работата и делата. Тоа ни дава храброст да ви побараме нов 4 годишен мандат. Вие знаете дека во целиот изминат период наша заложба беше и тоа ќе остане да не даваме ветувања за кои што не сме 100% сигурни дека ќе се реализираат. Знаеме дека тоа понекогаш не чини политички, особено во еден ваков амбиент во кој што и СДСМ и други партии од рака втресат ветување како да ова е крај на светот и како да им е последно да живеат во Македонија и да ве погледнат во очи. Може би понекогаш нешто за што не сме сигурни нема да ви го ветиме, но знајте дека ако можеме да го исполниме, иако не сме го ветиле, ќе го направиме тоа, како што го правевме и во минатите 4,5 години со многу проекти кои што ги немавме ветено, а ги исполнивме. СДСМ секогаш биле лесни на ветување, ама многу тешки на исполнување. ВМРО ДПМН се потешки на ветување, меѓутоа тоа што ќе се вети, шансите да се исполни се огромни и најчесто се исполнува. Се појавија многу партии кои што, како што кажав, многу ветуваат. Политичари кои што одат од човек на човек и му подпишуваат некакви си гаранции, не само во политиката, во секојдневниот живот. Не им верувајте на такви луѓе. Нам ни треба влада која што ќе биде стабилна и која што никој нема да може да ја уценува. Нам ни треба 62 пратеника, не заради ВМРО, заради Македонија. Го гледам Бранко Црвенковски со истиот вокабулар, со истите трикови, со истите навреди и клевети. Тој се кажа, ама една работа заборави да каже. Како главен носител на кампањата на СДСМ, што тој направи кога тој беше на власт? Бранко и СДСМ пресекоа цели генерации во транзицијата. Пресекоа соништа, пресекоа амбиции, желби на илјадници млади луѓе кои останаа без работа. И го гледам деновиве зборува дека ВМРО ДПМН, например, донело малку странски инвестиции, а заборава дека ВМРО ДПМН донесе во овие 4,5 години 1 милиарда и 300 милиони евра инвестиции, што е за 350 милиони евра повеќе од сите мандати на СДСМ. Затоа, драги мои, драги пријатели, драги хичечани, уште еднаш ќе ве повикам на 5 јуни да гласате за број 5 за ВМРО ДПМН, за коалицијата за подобра Македонија. Но да знаете дека истовремено вие ќе гласате и за нови 670 милиони евра субвенции за земјоделците. Гласате истовремено и за изградба, односно почеток на изградба на предвидените автопатишта во манифестот. Гласате истовремено и за изградба на 2154 домови за социјално радливите групи и 1296 домови наменети за продажба по поволни услови. Гласате и за многу нови проекти од програмата на ВМРО ДПМН, од манифестот за реформи и развој, од манифестот за Македонија, за следните чекори напред. Да живее Кичево, да сте живи и здрави, да живее ВМРО ДПМН, да живее коалицијата за подобра Македонија, да живее Европска Македонија, да сте живи и здрави. Ви благодарам.